Знаете, миналата седмица на 31-ви не е донесена одлука за давање на туристичко право, односно повишување на јавното предпријатие Чистота. И ги само не ги исполнува условите, не помогнува да ги направи статутарни промени, како што дебатираме. Од една единствена причина што ние направиме катастарски промер и ја дадено во катастар за упис и го немаме уште добиено имотниот лист, без имотен лист ние не може да дадеме право на стопанисување. Тоа е една од причините. Главната причина што уште програмата не е усвоена, се на меѓународна седница или последна седница, овој месецки ме 10 седмици предпоставувам по некоја динамика, која што на септември пред се некои големи одлуки од образование на предпријатија програми, така натаму ребаланс уследува. Значи, ќе имаме седница за Совет, каде ќе усвоиме програмата за училичен спорт, кој што најави. Пред 10 дена бев во Белград на спортскиот центар Ташмајна, каде видов начин на поставување на платформа за деца откривачи и висина на платформата. Тоа е еден од условите за да може да фатиме поголема група. Нашата друга верзија за програмата за училишен спорт е биде 6 сати на ден да биде посветена на училишен спорт, 3 сати предпладне, 3 сати послепладне, зависно од училишта кои идат успени. И тоа ќе опфати 136 сата на месечно ниво, директно дадено бесплатно со субвенција од програмата училишен спорт во самоуправа за ученици од прво деление па нагоре. Тоа ќе биде башколска активност, бидејќи тоа не може да се решава во време на школските часови, да биде во учење, треба да има транспорт и назад, да не да се губи време во наставата. Во таа позиција предпоставуваме нашата програма ќе биде негде околу 4 до 5000 деца ќе бидат ставени во тој габарит на употреба. Значи, првата задача е со минимумот да се даде стопанисување на база на јавното предпријатие, а паралелно со тоа иде програмата на школскиот спорт, ребалансот на буџетот кој треба да го поддржи тој проект. Така да очекуваме дека во овие 136 сата на 10 месеци, тоа е негде 1400 сата на годишно време за школски спорт, голем временски интервал каде ќе има можност и да се практикува, и да се едуцира, да се обучува и пливачите во пливачи. Паралелно со тоа ќе се отвори и школа за пливање, која ќе биде од клубови, и таа ќе има комерцијален карактер, значи она што е обавезна настава ќе биде дел од оние што ќе се одлучени за овој спорт, а она што ќе биде практикување на пливачки спорт, на пливачки клуб, на школа за пливање и граѓански издруженија, овие кои ќе имат аеробика и ова, кои исто така ќе има некои сата на недела за рекреација. А оно што се рекреација во ден ќе биде во покрските период, значи постои 6 години за граѓаните на ниво карта да се ревидира и ќе биде на сад или на сад на време, бидејќи така се практикува и во другите.